Трите млади уметници Кристина Палија сопрана, Невенка Трајкова пијано и Менче Богоевска виолина, членови на трио Грациозо, неодамна имаа турнеа во Мароко, каде успешно ја представија Македонија. За нив може да се каже дека се амбасадори на нашата држава во делот на културата. Добро утро и добре додовте во нашата утринска програма. Добро утро. Добро ве најдов. Така, денеска е отсутна Невенка поради работни обврски, но се надевам дека во некоја следна прилика и таа ќе гостува и ќе ни раскаже нели нешто повеќе и во нејзиниот дел, односно за улогата во трио Грациозо. Неодамна вие учествувавте на турнеа која што се одржа во Мароко, па дали може да ми кажете нешто повеќе за оваа турнеа и кои се вашите впечатоци? Ајде да, може Менче, со тебе ќе почнеме. Ајде. Значи, како што кажавте, неодамна имавме една турнеа во Мароко. Таа беше по покана од наши преку соработка преку еден пријател на колешката Невенка, меѓутоа со поддршка тука од општината и сето тоа успеа да се реализира. Тоа беше една турнеа каде што имавме концерти во 3 града. Бевме многу причекани, бевме многу прифатени. Домаќините се покажаа многу, се трудеа да ни покажат се и нели да ни го доловат Мароко и нивниот начин на живење, култура и сето тоа. Како излезе да учествувате на еден ваков фестивал и баш во една северна африканска држава? Така, како веќе напоменав накратко, значи преку контакти на колешката Невенка Трајкова, нејзини пријатели кои што живеат во Шпанија, а знаете дека тие тесно соработуваат бидејќи име тука блиску, имаат своји асоцијации за социјална работа, социјална дејност и тие конкурирале на еден проект за развиток на културата во руралните средини. Меѓутоа имавме само во едно помало место, другите концерти беа во поголемите градови. Значи и преку тие контакти добивме покана за учество на еден фестивал кој што таму се одржува, Entre Ritmos во Мароко. Значи добивме покана, а со поддршка од општината успеавме сето тоа да го реализираме. Така, Кристина, Македонија за прв пат учествува на еден ваков фестивал во Мароко, па колку сте вие задоволни од организацијата од таму? Така, прв пат. Организацијата беше супер, на ниво, да, секако ќе кажам. Бевме добро прифатени. Интересно беше тоа што во првиот град, во едно предградие на Маракеш, Келаа, луѓето таму прв пат се сретна со оперско пеење. За мене тоа беше интересно. Во живо. Да, во живо. Исто и за нив, беа воодушевени и изненадени и така. Дали може би имавте помош од државата за да бидете дел од оваа турнеа? Да, вака сега, значи, еве ќе кажам дека од Министерството за култура, кој треба да ги поддржи сите, не сите, барем некој дел од проектите кои што сме конкурирали, немавме поддршка, но за среќа од општина Неготино, од градоначалникот Ванчо Апостолов, поздрав еве до градоначалникот, добивме целосна поддршка и така заминавме за Мароко. Така. Сега во моментот и гледачите може да погледнат дел од концертите кои што ги имавте, па ќе може ли да ги искоментираме ова на пример каде се случуваше и што беше ова? Да, ова е во Тетуан, да, во Тетуан на една убава голема сцена. Тука вие го одржавте вашиот настап? Да, тука имавме ние целовечерен концерт наш. Тоа е во Домот на културата во Тетуан и ова е веќе на плоштадот во Лараче. Каде што се одржува триатлонот, светскиот купов на триатлон, во кој учествуваат учесници од целиот свет и спортисти. Спортисти, да, од цел свет имаше и бевме во меѓувреме поканети, така се поклопи на отварањето свиревме. Ова е убавиот концерт во Лараче, морам да се признам. Така поминавте убаво тога. Да, многу. Менче, настапивте во неколку града во Мароко, имавте 3 целовечерни концерти, со што се представивте на овие концерти? Така, значи имавме 3 целовечерни концерти, еден веќе кажавме настап на отварањето на триатлонот во Лараче,
На овие наши концерти, значи ние претежно ја нагуваме класичната музика, бидејќи сите сме по професија професионални музичари, нели? Ја нагуваме класичната музика, меѓутоа репертоарот сепак беше малце така не лежерен, па добро, лежерен, меѓутоа прифатлив за пошироката публика, аудиториум, да може, нели, да биде пријатно за слушање, да не биде тоа сепак како свириме современа музика, малце не секој може да ја восприема. И така да настапивме со дела од Жорж Бизе, Обрадорс, Поленк, Масне, тоа се се композитори, нели, од класичната музика. А од кои држави имаше гости и со што тие се представија? Така. Значи ние се бевме во дел од класичната музика, а другите што беа гости од Шпанија, имаше од Бугарија, они се представија со нивниот фолклор, танцот, пеењето. И така, тоа беше еден склоп. Значи, овој фестивал не е фестивал типично за класична музика, туку е едноставно за културите, мешање на и секој на свој начин се представи. Да, секој на свој начин да се представи, да ја представи својата култура. држава. Кристина, дали од овој фестивал произлегува и други понуди за некои наредни фестивали? Па да, се надевам. Се надевам, во преговори сме за концерти во Шпанија, ќе видиме, не знам. Имаше една интересна случка, мислам, кога ми раскажувавте за понуда од некој македонец таму кога би вишол. Да, ќе може тоа да го пренесеме вие гледачите да го слушнат. Да, додека патувавме, нели, до Мадрид, во авион го запознавме човек од Македонија што работи во македонската амбасада во Шпанија. И така си воспоставивме контакти, па ќе видиме, се надеваме дека ќе излезе нешто. Да, и дека ќе има понуди за други фестивали. Додека чекавме трансфер, имавме од Рим за Мадрид и тука имавме една подолга пауза од 2-3 сати во Рим. И имаше поставено клавир, да, а така и испадна. Човекот од кој не слушна, значи мора тоа да се чуе, да се види, па да добиеш понуда. Имаше поставен еден промоција веројатно на клавирот, да, Сантата Чичилија мислам дека. И додека чекавме, слушаме, нели, музика, прво помисливме дека некој, знаете, дека нон-стоп има проекти, некои такви, нели, гледаме по интернет и сето тоа. И мислевме дека е некој таков проект, нели, каде што некој настапува, се промовира или... Меѓутоа, гледаме кој како ќе помине, си седнува, си свири, па друг ќе седне и на иницијатива на колешката вика ајде да седнеме и ние да одсвиреме. И така имаме време, па ги земавме инструментите во рака, одсвиревме 2 композиции, почна народ да се собира, аплаузи. Да, интересно беше. Дечко што е од амбасада, он не снимаше, сето тоа е евидентирано. Ето таа снимка не ја донесовме, баш беше убаво така спонтано и многу убаво публика што беше, нели, тука патница, почнаа да се собираат, аплаузи. Изненадени, задоволни, да. И после тоа, човекот кој не слушна вика, па ајде да организираме, да. Така. За вашиот настап во Мароко пишува и голем број портали, каде што се вели дека настапот е доказ за промоција на културната коегзистенција во светот. Како реагираа останатите? Дали тие беа воодушевени од вашиот настап? Така. Значи, не можам да ви опишам, тоа само, нели, треба да се види, да се доживее, па за... Има ли слушнато нешто вакво или пак ова им беше... Имаат. Не дека се они, не дека се они, нели, на толку ниско ниво. Еве, во Ларачаке што бевме, тоа е како музичка академија, таму, значи, прекрасен објект, прекрасна сала, многу убаво среден училиштето, публиката исто на ниво, многу убаво бевме прифатени, значи, сепак, нели, музиката нема граници, нема... И тие се таму образувани, не се... Можеби ние исто кога заминавме со некој предрасуд, мислиме Мароко, дека, нели, тоа е таму африкански држави, да. Но сепак Мароко е кралство и... Точно, така. И бевме многу убаво прифатени од публиката, многу убаво реагираше на сето тоа, мислам, успеавме, значи, да им ја пренесеме нашите емоции преку музиката. Колку дена бевте во Мароко?
Па бевме 5 дена во Мароко. Еден ден бевме во Шпанија, кога заминувавме натаму и навраќање повторно еден ден исто во Шпанија поминавме. Имавме можност, значи. Да, заради сакав да летовите, ве да. прашам дали Така. имавте прилика и слободно време да прошетате Така, малку, да разгледате, имавме да се малку. запознаете со Да. нивната традиција, култура. Така. Значи, реков домакините што не беа, значи организаторите, толку многу се потрудија околу нас, толку многу сакаа да ни покажат се, значи за тоа кратко време, тие 5 дена додека бевме таму, меѓутоа толку убаво организирале и со превоз и се, значи ги прошетавме сите овие што се поголеми градови, бевме Казабланка, Рабат, го видовме овие градови кај што настапувавме, Лараче, Тетуан, Танжер, оттаму полетувавме за назад, Маракеш, Црвениот град, прекрасно. И исто така се трудеа да ни презентираат нивната традиционална храна, значи кујна, да имавме прилика, не сакавме да вкусиме нешто друго, бидејќи тоа што го има и кај нас и секаде по другиве држави, баш нивната традиционална храна имаат прекрасна кујна, сладки работи, прекрасно, интересно и така. Малце различно Така, од кај нас, поразлично од кај нас. различна култура, нели, сепак Секако тоа е. различна Така. култура, различна традиција. Овој фестивал тие го организираат веќе 6-та година поред. Македонија, како што кажавме, учествуваше за прв пат. Се Не надевам само нели на дека и до фестивалот, година. воопшто, значи да. ние сме првите македонци, да речеме, Да. кои што имале некаков настап и некоја соработка со Од Мароко областа на културата. од областа на културата, бидејќи иако во скоро време разбравме дека има подпишан меморандум за соработка нашата држава со Мароко, меѓутоа сме ние првите кои што сме имале таму, кои што сме учествувале на некој настан од областа на културата. Се надевам дека нема да биде нели прв и последен пат. Исто Да. така и до година ќе учествувате. Па еве само Во да ви Мароко? кажам, ќе ве прекинам, уште сега добивме понуда за во октомври има уште поголем некој фестивал и добивме покана, меѓутоа поради врските, финансиите, не верувам дека ќе заминеме, меѓутоа луѓето толку беа воодушевени што веднаш И добивме сепак се покана. да гостопримливи. И гостопримливи како народ. Да. Бидејќи општина Неготино е збратимена општина со Црномеле од Словенија, дали често имате настапи и таму? Па не често. Имавме една турнеја во Словенија и толку. Ми се чини дека нешто Тоа беше лани, се лани, работеше да. за хуманитарен концерт Да, каде имавме што таму ви три, учествувавте. три настапи. Настап на еден хуманитарен голем концерт кој што се одржува во Метлика и во Черномеле ни беше концертот. Што мислиш, Кристина, за дали македонците сакаат да слушаат класична музика? Класична. Да. Слушаат Па како не. слушаат, да. Да, Сепак се е слушаат, да. Подигнато Да. нивото. Гледате дека нели се почесто сепак класична музика во последниве Да. изминатиот период е на едно повисоко ниво. Со овие проекти на владата исто со од Министерството на култура што се да. за топол културен брани општо нели овакви културни збиднувања ве гледаме само во Велес. Лани беше град на културата, по колку збиднување имавме, меѓу другото настапивме и ние исто. Да. Да, вие Така. учествувате на сите оние културни Велес. манифестации што се одржуваат не Да. само во Да. Велес, туку Да, и да. во другите градови. Така. Како сте прифатени од нашата публика, бидејќи еве и самите рековте дека странците се доста воодушевени, Да. па еве како македонци ве реагираат? Па исто и македонците воодушевени се од Така. нашите концерти, од нашата програма, ќе кажам. И така. Бидејќи вие трите сте од различни градови, од Велес, Штип и Така. од Неготино, како се организирате, како се подготвувате за настапите и како сето тоа функционира? Да. Ајде, јас. Ајде, може, ајде, Кристина. Па се трудиме да функционираме, еве ќе кажам, сите сме со обврски, сите си работиме, еве и деца. Ама за проби мора да се најде време, исто и за концертите. Концертите ги одржуваме. Во Неготино, во Велес, во Штип. Имаме и повеќе во Македонија. Скопје, да, во Скопје, Скопје. Да, повели? Така. Нели се смеам, јас стално велам
Сите сме три од различни градови, меѓутоа Велес е некако на средината, Да. па најчесто пробеви ги Се правиме. наоѓате Да, во Велес? Во Велес, да. Инаку јас не знам дали знаете, работам во Неготино. Колешката е исто Во Неготино, вработена. да. Па таму исто соработуваме, нели, и се договараме, пробуваме колку можеме, а заедничките проби најчесто ги правиме во Велес тука. Како се споивте сите три и кога е основано Трио Грациозо? Така. Минче може? Може да. Значи, ние почнавме да функционираме од 2014 година. Јас со Кристина од пред тоа се знам и соработувавме и предходно. Кристина па со Невенка се генерации, заедно имаат учено во Штип, завршено значи се колешки соученички, оттаму се познаваат двете и така испадна преку Кристина таа соработка трите да се споиме. Значи од 2014 па наому и доста успешно мислам дека функционираме како Да, на музичката сцена сте доста успешни. Кристина, колку тоа што сте од различни градови ви отежнува работата? Па не можам да кажам дека не ја отежнува. Ја отежнува, да, но сепак се наоѓа време. Ако се сака и за вежбање, и за настапи, и за концерти се. Каде можат да ве најдат сите оние кои што се љубители на класичната музика тука кај нас во нашата држава? Па сега во скоро време еве на Штипско лето имаме јас и Невенка концерт. Не знам, ќе видиме како ќе биде. Не можам да кажам уште затоа што немаме конкретни планови за во Македонија во моментов. Минатата година од општина Неготино добивте и највисоко општинско признание, наградата 8 ноември за постигнати резултати во областа на класичната музика. Што за вас представуваше оваа награда? Па секако што представуваше еден награда доказ за нашата работа, да, еден мотивација за потамошна исто работа, значи да се трудиме уште повеќе да бидеме поуспешни и дали ова беше и прва награда што ја добивте? Или претходно имате добивано некои други? Прва награда со триото, да, се надевам и јас. И на крај да ми кажете уште кои се вашите следни планови и некои турнеи кои што ќе треба да ги реализирате во наредниот период? Така да. Па планови има, нели? Понуди има. Сега како ќе успееме да ги реализираме не зависи само од нас. Ќе видиме оттаму од организаторите, поддршката од тука, бидејќи знаете, нели, за се едно нешто да се реализира потребни се финансии и тоа е најголемиот проблем, значи желба имаме за работа, за сето тоа за настапи, меѓутоа најбитното нешто се финансиите, што малце потешко оди. Сето тоа треба да се трча малце по спонзорства, и ќе видиме. Имаме понуди за во Полска и преговори сме за настап во Полска, повторно Бугарија, еве сега скоро ќе во Бугарија сега јас ќе заминам, меѓутоа со другата колешка, бидејќи па Невенка ќе ја мажиме. Сега е свадбата на 16 поради обврски, неки е со среќа, поради обврски околу, нели знаете како невеста има свој обврски и не може да дојде, па јас во Бугарија ќе заминам со друга една колешка, пианистка. А што се однесува тука во делот на Македонија, некои настапи, културни манифестации каде што ќе учествувате? Да ви кажам искрено, не конкуриравме овие што се сега некако со врски, други дополнителни ги изоставивме некако лето во овој период. Решивме да одмараме лето, да си го посветиме едноставно на себе, на фамилијата, да се одмориме, па здрави од септември, од есен, почетокот на есента, да почнеме повторно да настапуваме. Меѓутоа, помални настапи на изложби, имаме редовно, значи не покануваат, настапуваме и така. Јас се надевам дека кога ќе имате повторно некоја следна турнеја и некои следни настапи, ќе бидете повторно наши гости во нашата утринска програма. Ви посакувам многу успех на музичката сцена и сите оние планови кои што ги планирате да ги реализирате успешно во иднина. Ви благодариме. Почитувани гледачи, а сега во продолжение ќе погледнете еден рекламен блок.